И здраво, дечки! Денес ќе ви представам еден може би од најдобрите кросовери на сите времења во NBA лигата, а тоа е кросоверот на Allen Iverson, кој што му го направи на Джордан и по кој веројатно сите го знаат и се прослави многу брзо. Да почнеме со тоа што е потребно за почеток да се направи, за да се стигне до таа крајна цел да се направи самиот кросовер на Allen Iverson. Да почнеме. Значи вака, прво е важно добро да се загрееме, односно да бидат тоа некои предни промени, некои средни промени меѓу нозе и потоа како ќе забрзуваме, значи прво полека, потоа како ќе забрзуваме да почнеме да го правиме самиот кросовер. Да почнеме со некои по-лесни, по-спори вежби, каде што ќе покажеме што е важно да се нагласи. Значи прво е важно да се загрееме со ниски тапкања само на десна страна, околу 20 направите. Потоа ќе префрлиме на левата страна. Потоа предна промена наизменично. Тоа што се однесува до некои основни дриблинзи, сега ќе започнеме и со средна промена предна промена, наизменично, прво со лева, потоа со десна. Значи, лесно, по-споро, да не потоа како ќе поминува времето, само ќе се забрзува темпото. Вака направете некои 20 обични, ако тоа направите плюс 20 или 30 забрзате. Исто и на другата страна. Добро се загрев. Сега да почнеме со чекорите, кои што се важни за правење на самиот кросовер. Значи, прво е важно, зависно од тоа на кого му е по-јака лева или десна рака. Значи, тој што е, например, по-добар со десна рака како јас, ќе фатам со десна и ќе дриблам на десна страна, тој што е со лева на лева. И така. Важно е да се започне со десна рака и да се тргне со некој, значи само пренесување на топката, како да се пренесува топката како една половина. И кога ќе ја пренесеме топката, да ќе дојде противникот на нас, важно е да се направи таа средна промена меѓу нозе, ама многу ниско, значи тоа да биде буквално под колената на противникот, вака. И потоа веднаш кога ќе направиме таа средна промена, значи ајде од почеток. Прв чекор, се поминува половина, се води со десна рака и втор чекор се прави таа средна промена, извинете, на висина по-ниска од колениците.
зошто на висина пониска од коленците, се со цел противникот да не може да ни ја земе лесно топката. Добро, тоа е втор чекор и веднаш кога го правиме тоа, замавнуваме што е можно пошироко со левата рака и преминуваме на другата страна. Сега да покажам во целосна брзина. Се што е важно тука е да се нагласи тој преден трик. Секако со хези, како што велат американците, или со hesitation move за алжирање дека се оди на таа страна. Самиот поглед. Да покажем уште еднаш. Тоа е тоа за денес. Се надам некој ви се допаѓа ова прво видео за кросовери, конкретно за Ален Айверсон. Ако сакате да видите, па да речеме некој туторијал во неколку чекори за сите други играчи и за нивните познати кросовери, обавезно ставете лайк, шер, споделете го ова видео и сабскрајбнете се или претплатете се на каналот ако се уште не сте се претплатили, бидејќи ќе има многу добри видеа поврзани со некои детали на теренот кои што се мали, но кои што прават голема разлика во текот на играта. Па се гледаме следен пат. Поздрав!